Куманово благодарение на политиката на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН е блокирана континуирано со историски неправди на судските одлуки и на Министерство за финансии и на водостопанство Кумановско Липковско поле повеќе од 300 милиони. Значи се наоѓаме во една континуирана блокада од политички побуди. Како информација ќе кажам и за судската одлука која ќе има многу друга завршица во наредниот период и за одлуката на водостопанство Липковско поле за еднократно и еднострано покачување на цената од 2,2 на 5,2 денари вода, што е единствен пример во Република Македонија, како компарација Прилеп плаќа 0,8 дени за кубни метар вода, Скопје не плаќа ни 1 денар, а ние сме приморени да бидеме блокирани на 100 милиони денари како водостопанство и во тие услови да работиме. Затоа проектите кои ги наведува господин Стојановски ќе потенцирам. Новата индустријска зона, изминатиот период беше топ тема во Куманово, е на шверцерски начин продадена и касарната и индустријската зона во атравата речица, така да нашата заложба за отварање индустријска зона, благодарение на работата на владата на ВМРО и начинот на кој ја стопанисуваше досега и префрлување на трансферот, јасно укажува во која насока ќе се движи работа на таа индустријска зона. Палионицата за цврст отпад е изработена ЕА студија, усвоена, изработена студија за правна регулатива, изработена технолошко-економска студија, сега се усвојува и ќе оди во потегот на реализирање на јавен повик за партнерство. Тоа е еден процес каде поново имаме тесна колизија со Министерството за екологија, Министерството за економија, така да сите овие проекти се во една заедничка соработка, а соработка на релација влада Република Македонија, општина Куманово нема, бидејќи Ставлевски јасно каже на советничко прашање дека му е жал што Куманово се наоѓа во Република Македонија. Што се однесува до инфраструктурните објекти, би потенцирал во првото излагање кажав дека со блокада од политичка побуда, која е под континуитет повеќе од година дена, Куманово ги реализира своите развојни програми во многу тешки услови. Едноставно би кажал со еден народски збор се наоѓаме во една опсада, окупација финансиска од политичка генеза на партијата на централна власт. Меѓутоа, ја користам оваа прилика, ова беа некои видувања во однос на размислувањето на советникот Мирослав Стојановски, меѓутоа ми сакал да ја информира македонската јавност. Оние лото среќници кои ги избра владата на лото девојка која ги бираше 1600 вработувања, и замислите, сега со сила, со наредба во Куманово јавните предпријатија се нудат 101 вработување од тие луѓе под никакви одговорност на влада Република Македонија да бидат преземени, и во сите јавни установи, како што се Дом за стари лица, како што се образовните институции, како што се градинките, се нудат нови 5, 10, 7 вработувања. Значи, владата вработува популистички, на лото избрани нивни членови, а треба да ги плаќат граѓаните на Куманово без да имаат увид во каква кондиција финансиска се наоѓаат тие јавни предпријатија, како се снаоѓаат со решавање на проблеми, бидејќи јавните предпријатија не се партиски експозитури, тоа се предпријатија кои имаат задача да сервисираат потреба на граѓаните. Игранката што ја спроведува владата во насока да ги запослува и да купува гласови, а да ги проблемите решава особено локалните самоуправи кои имаат опозицијска власт, како што е Куманово, и замислите, од 1600, 150 се насочени во Куманово, значи 10% од тие среќници кои биле изберени под наводници на таа лото, значи лото е целата држава, треба да ги запаси локалната самоуправа. Почитувани граѓани на Куманово, имате избор во наредниот период. Гледате што се случува со нашиот град. Судбината е во вашите раце, повелете.